За нашите подготовки за Скопје Европска престолнина на културата во 2028, имајќи го предвид тука пред се нашиот табиет се да правиме во последен момент. Имам чест да ви го представам и најавам како мој следен соговорник Александар Ношпал, модерен дизајнер и костимограф и надворешен советник за култура, уметност и дизајн на град Скопје. Господин Ношпал, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Јас малце ќе ви исправам, не е на град Скопје, туку на проектот Скопје с град на културата 2028. На проектот Скопје, на тој проект, престолнина на културата. Да. Добро, во ред, вие сте дел од тимот кој го подготвува Скопје, кој треба да го подготви Скопје, достоинствено да ги пречека уметниците, гостите, туристите, сите кои ќе бидат дел од таа престижна манифестација Скопје Европска престолнина на културата во 2028. И така и најавив, имајќи го предвид нашиот табиет, си викаме далеко е 2028, има време да се подготвиме. Меѓутоа, имам впечаток, поправете ме ако грешам, дека од септември кога беше соопштена номинацијата, односно изборот на Скопје дека ние ќе бидеме Европска престолнина во 2028, чинам дека не се работи нешто многу или барем не е видливо тоа што се работи. Почнаа ли подготовките реално на надлежните институции, на луѓето кои се таму да се представиме достоинствено, да не ги пречекаме во отпад и вака како што ни изгледа Скопје денес. Видете сега, јас сум дел, јас сум вклучен во целиот проект и се вклучив како надворешен соработник за култура, арт и дизајн, уметност и дизајн, или во целиот проект во подготовката на битбукот. Така да можам да зборувам и ќе зборувам за она што го имаме ние како што до сега се случило и тоа што во моментот да речеме некако го правиме. Може би изгледа дека има еден мал застој од септември до сега, тоа се на 2,5 месеци, меѓутоа секако дека секогаш е многу битно да се постави инфраструктурата на овој проект. Зошто застој? Молам? Зошто застој велам? Не, застој реков дека имаме еден период каде што ја поставуваме инфраструктурата на овој проект. Тоа не е застој, така ви изгледа вас, реков дека како застој, тоа не е застој. Тоа е еден организационен процес во кој што ние се организираме, односно ја поставуваме таа инфраструктура како што ви реков. Имате ги земеме во предвид забелешките на Европската комисија, кои што нели се јавно објавени на нивниот сајт, и работиме врз база во преговори веќе со Брисел, врз база на тоа што го даваат како инпути и како искуство што од досегашните искуства на другите градови што ги имаат. Така да ова јас веќе почнуваме полека да имаме состаноци, нели, да го решаваме основното тело кое што ќе го води овој проект, кој ќе биде задолжен. Готово формирано е, кадровски сте екипирани? Не, се уште не е формирано, тоа нормално ќе биде малку подолг процес. Не брзаме никаде, меѓутоа за да може да се разгледуваат проектите, да се оди во понатамошна постапка, нели, нормално дека треба да се формира тоа тело. Тоа тело кое што ние веќе имаме, нели, неколку членови, меѓутоа тоа треба да биде малку во поопширен состав. Може би гледам премногу негативно или од негативната страна, ќе зборувам и за убавиот дел, за она што значи културни настани, визуелни перформанси, уметници, туристи, сето она убаво што ќе му го донесе на Скопје оваа титула, меѓутоа мене, како што реков, ме загрижува, например, отпадот, уличното осветлување, јавниот транспорт ваков каков што е, отсуството на една репрезентативна концертна сала, застојот околу универзална сала. Јас мислам дека малце можеби на таа тема го имате одбрано погрешниот човек. Треба да се обратите до повисоките инстанции. Јас сепак сум надворешен соработник за овој проект во областа на културата и дизајнот и не можам да зборувам за тоа што се случува нели во град Скопје, бидејќи јас не сум ни вработен во град Скопје. Јас работам стрикно на овој проект. Така да можам да ви зборувам единствено за она што се однесува на битбукот и на програмата на овој проект. Така, добро, тука надлежностите се измешани, генерално поделени и централната власт и Министерството за култура има исто голем удел во подготовката на градот, не само градот Скопје. Инвестициски, да. Добро, меѓутоа еве вие како надворешен советник на проектот Европска престолнина на културата, што ќе биде вашата задача конкретно согласно тој битбук што го споменуват, односно тоа учество на номинацијата, на тендерот, или како да го наречам, пријавувањето на Скопје за домаќин на Европска престолнина на културата, изборот и кои се сега задачите на Скопје?
Значи, она што јас го имав како задача во целиот процес, во делегацијата која што ја презентираше, го презентираше овој проект пред Европската комисија во Брисел, беше да се, како експерт, надворешен соработник во односно, како што реков, уметноста, дизајнот и културата. Работевме еден од тимот од 10 луѓе кои што беа инволвирани во овој проект, начело со нашиот тим лидер Кристина Депо. Моето заложение беше всушност да го подготвиме овој битбук, да разговараме со членовите на Европската комисија кои што беа тука во контрола, во посета на Скопје, кои што не праша во однос на битбукот за одредени проекти, на тоа, да речеме, каде и како планираме ова да го решиме, повеќе информации да добијат, иако таа посета беше нешто што не влие толку колку што влие тамошната презентација, она што ние го презентиравме таму, што на некој начин е позади затворена врата и што можете да го знаете само од извештајот што го имате на сајтот на Европската комисија. Што им представивте на европејците во Брисел, што им се допадна најмногу? Ако го отворите битбукот, многу е основно, значи ова е вториот битбук што ние го подготвувавме, што го презентиравме, како што знаете имаше многу промени во тимовите и така натака, сите тие целиот тој процес околу самиот проект беа доста променливи со текот на времето. Меѓутоа, на овој битбук работеа и на првиот битбук работеа повеќе тимови. Јас искрено да ви кажам, толку многу историјата и неа ни пратам, неа ни знам, едноставно ме повика за вториот битбук, така да меѓутоа отприлike јас знам дека многу квалитетни луѓе го работеа и првиот битбук, многу големи уметници, професионалци во својата работа и нормално дека без таа подготовка и денеска немаше да го добиеме ова што го правиме. Вториот битбук е всушност ревизија на првиот битбук, односно првиот битбук е еден вид на предлог кој што го дава Скопје како идеја за овој проект. Тоа е уште во 2014-та, мислам, поднесено во време на поранешната администрација под начело со Коце Трајановски. Човек кој што не ги следи тиковните телни политички. Еве на вториот да се задржиме. Во вториот битбук ги добивме предложките, односно забелешките на Европската комисија и врз основа на тоа го подготвивме вториот битбук во кој што се задржани многу проекти од првиот битбук и нормално дадени си нови проекти. Основните 4 столба врз кои што ние го засноваме Скопје град на културата, односно целиот проект се заедништво, togetherness, recovering или recovering, тоа е тука екологијата. Потоа и ги имаме Art for Hope или уметност за надежд и четвртиот е, да не ми замерите бидејќи имаме во Togetherness, Art for Hope, Recovering и Crearting кој што повеќе поврзано со технологијата. Така да во сите овие 4 столба се сосема одлично оценети од Европската комисија. Во него се вклучени сите основни вредности, културни вредности на еден град, односно на она што ние сакаме да го предложиме како Скопје. Тука е солидарноста, она на која што најмногу се заснуваме, го взимаме Скопје од 63-та година, знаеме дека е градот на солидарноста и нормално се трудиме да го надградиме тоа искуство денеска, да можеме да влијаеме на она што е културата, не само во област на уметноста, дизајнот и изведувачките уметности, туку воедна и да се обрнеме малци повеќе да поводиме сметка на културата во однос на екологијата, однос на инклузијата. Токму оние сфери каде што сме и веројатно најслаби. Најслаби, така е. И токму врз основа на тоа, на технологијата, на она што треба да биде дигитализација, на давање предност на оние области кои што на некој начин и можеби нас не изгледа дека не се послаба страна, меѓутоа кој што сметам дека со добар тим и добра работа, без разлика на тоа што ќе се случи и кој ќе биде министер или градоначелник, ние како тим се надеваме со било која постава ќе го направиме и ќе го доведеме Скопје да биде
она што сметаме дека треба да биде. Носител на номинацијата е Универзална сала. Да. Проектот Европска престолнина на културата е измислен така уште во далечната 85-та година како начин да се промовираат различноста на културите. Така. Што можеме ние што е уникатно? Па јас малце што не прави посебни и единствени и дали оваа престижна титула не ја добивме исклучиво поради тоа што бевме во конкуренција со Будва, која е условно кажано помал град од Скопје и навистина може многу помалку да понуди во таа смисла и е само туристичко место посетено главно во летните месеци, или навистина имаме нешто посебно, различно од сите и навистина ја заслужуваме оваа титула? Јас ќе ви кажам две работи. Кога зборуваме за различностите, нели за она што не карактеризира нас, дали навистина постои тоа кај нас, една досетка ќе ви кажам дека што многу малку луѓе ја знаат во Македонија, дека кога ќе спомнете инсалата Македонија или ласалат Маседоан во Франција, тоа значи дека е салат од мешани овошје и зеленчук. Значи нас не карактеризираат различностите. И ние сме карактеристична земја која што ја карактеризираат различности од секој аспект. Дали сакате религиски, дали сакате културолошки, во секој, па еве, ако сакате да наметнете и политички, иако јас политиката не ја следам. Меѓутоа, навистина е нешто тоа што ни дава многу поголемо богатство и верувате втората работа што јас одамна го немав. Значи ние живееме во овој град, меѓутоа бидејќи функционираме секојдневно во овој град, не можеме да ги приметиме убавите работи кои што ги имаме. И токму кога беа представниците од Брисел на некој начин, бидејќи нормално кога секој човек живее во еден град, нели ги одминуваме, го гледаме сивилото, ги гледаме лошите работи. Кога дојде представниците од Брисел, она што јас морам да ви кажам дека повторно се залюби во мојот град. По втор пат. Она што бидејќи бев од Брисел ви ги покажа работите што не ги забележуваме. Не сме концентрирани. Поентата ми беше дека повторно се залюби во својот град бидејќи бев концентриран, повторно се концентрирав на убавите работи што го имаме. На еден музеј на Македонија, на еден музеј на современа уметност. На нашата чаршија во детален систем, ако одите нели до Сулијан, кој што е ликовната академија, ако го прочитате Вардар, ако го прочитате трговски центар, па дури изгорената пошта, нели која што еве некни имаше многу убав настан Europe House, нели тоа беше конкурсот за архитекти во понеделникот и нивниот роден ден, на кој што присуствав, кога ќе ги видите сите сегменти посебно, односно заедно во еден ден, и тоа во еден убав сончев ден, а мислам дека едно 50 или 60% од деновите во Македонија се сончеви во текот на годината, сваќате дека навистина имаме многу добра инфраструктура и поидовна точка, ајде да речеме поидовна точка за да направиме нешто многу повеќе од она што е денес. И ќе сватите зошто го сакате вашиот роден град, меѓутоа, еве можеби пак ќе речете дека ситничарам или барам влакно во јајцето, кога шетавте покрај Вардар за повторно се влюбите во Скопје, не ви бодеа очи пластичните шишиња што пливаат во... Јас ќе ви кажам исто, во Брисел кога одевме, сега кога бев во Брисел, јас ќе ви кажам дека градот смрди на ѓубре. И дека на секој ќоше имате ви еден тон големи кеси на ѓубре кои што од 5 часот навечер до 5 сатот не се собрани. Така да знаете како малце сме критични према нас, ја не велам дека не ми сметат, напротив, на тој работиме, тоа го имаме како стратегија ние во Битбукот, да го работиме на подобрување на екологијата, на прочистување на градот, на поврзување на општините, нели, за да се одвиваат тие културни манифестации не само во центарот на Скопје, туку на секаде низ Скопје, треба да се поврзат некако тие општини, поврзување секако и во секој смисол на градот. Тоа треба време и полека тоа се работи, затоа треба поголем тим кој што токму тоа што го реков на почетокот го формираме во овој момент. Ние го имаме основниот тим, основното јадро тие неколку десетина луѓе кои што бевме таму, а од тие 10 ако ги исклучаме еве градоначалничката и министерката, меѓутоа остатокот сме тие на 4-5 луѓе кои што понатака сега фала Богу дека работиме на проширување бидејќи нормално дека тоа не е работа за 5-6 луѓе. Да, можеби сме премногу самокритични, навистина, меѓутоа можеби исто така... Јас верувате, бидејќи шетам многу по Европа, јас ви велам дека сме крзавно самокритични. Така. Втора опција, ако ви го раскажам моментот во Париз, кога беа штрековите за ѓубре, дека градот беше преплавен од ѓубре, и тоа одма до операта, нели, самата Париска опера Гарниер, каде што работев,
Тоа нема да ви се верува. Значи едноставно не се поминува полицијата. Така да мислам дека малку сме само критични за нашиот град. Малце повеќе треба да си ја гледаме и позитивната страна и да се бориме со таа позитивна страна да ја отстраниме негативната. Полесно ќе ја балканизираме Европа, отколку што Европа ќе не европеизира нас, нели? Да, така. Што друго е база на стратегијата за подготовка на престолнина? Тебе спомнавте дел од стратегијата е еколошките критични точки. Јас бидејќи сум задолжен и бев задолжен за оној дел што се наведува во оној креативниот дел, во однос на нели на некој начин на изборот на проектите, нели подготовката на тие проекти да бидат некако поврзани, иако ова е само една база нели на проекти. Јас мислам дека ќе се отворат многу повеќе опции, ќе се отворат нови конкурси за да се пријават и други проекти. Сега откога го добивме овој нели ја добивме оваа титула и тој конкурс ќе биде буквално јавен интернационален, односно европски, да се пријават и многу луѓе од Европа да дојдат тука. Е тоа што јас сето останато всушност се заснова на ова што го зборуваме, да се подобрат многу други сегменти. Не можам да зборам за другиот дел бидејќи знаете како во еден тим секој си ја знае својата работа. Да. Секој тира својата патека. Јас сум она што сум, човек кој што се занимава со уметност и со моето искуство, посебно со изведувачки уметности, моето искуство во однос на изведувачките уметности и во однос на уметноста и културата, можам да го пренесам и со она што го знам како слободен уметник веќе 30 години, 25 години, во театарот посебно, можам да го пренесам за она што може да се промени во еден ваков проект. Веќе знаете, кога работите во една институција како институционална, како бирократ, како институционалец, да речеме, е сосема поинака работа, службеник, да речеме на некој начин. Кога работите како 25 години како слободен уметник, ќе поинако ги гледате работите, а се уште го работам тоа. Така да во принцип да видиме каде можеме, како можеме да ги споиме институции. Ајде уште малку околу проектот и генерална осврт, па да зборуваме и за други работи. Ќе има кој да пишува, бидејќи дел од проектот Европска престолнина и да се понудат на Европа добри проекти што ќе бидат поддржани од европските фондови. Дали имаме добри пишувачи во тимот кои ќе знаат да понудат квалитетен проект што ќе заслужи фондот? Како не, меѓутоа видете проектите што треба да ги добиеме, значи веќе имаме нормално дека сегашниот тим, ова јадро што го имавме во Брисел, се состои од пред се, што можам да го напоменам, извонредни, квалитетни, независни луѓе кои што не се инволвирани во ниедна ниту политичка партија, ниту па работат како луѓе во институционално, се луѓе кои што се докажани во своите полиња, во полињата на инклузијата, екологијата, во полињата на пријавувањето или на проекти во полето на креативните уметности. И тоа е нешто што мене лично и на сите ни дава надеж, и мислам дека и тоа беше главната и пресудна точка што го добивме овој проект, бидејќи конечно луѓето што отидоа таму да го презентираат Скопје и сите проекти беа луѓе кои што се на некој начин независни и надворешни. Што е реткост во оваа држава, нели обично тоа некако се поврзано. Обично и по партиска линија. Да, обично на некои сосема може би други начини. Така да убавината на овој проект е што сме луѓе кои што сме засегнати за Скопје, сме луѓе што работиме во Скопје, што живееме во Скопје, и луѓе што работиме и надвор од оваа држава и сакаме сето тоа да го доведеме нели на едно повисоко ниво. Бидејќи неколку пати нагласивте дека сте слободен уметник 25 години, со повеќе од 25 години искуство, ќе зборуваме и за тоа што ви е ваша специјалност струка, модниот дизајн и кореографијата, меѓутоа претходно само костимографијата, претходно само да ве прашам, околу овој проект како заклучок. Бидејќи повторно се влюбивте во Скопје, како го замислувате градов во 2028 кога ќе почне таа манифестација? Јас ќе ви кажам мојата завршна мисла во Брисел. Таа една малата една ќе открам, кога ме праша кога требаше да дадеме завршни изјави, реков да можете да бидете 5 минути во мојата глава и да можете да го замислите Скопје, онака како што ја го гледам со мојот креативен ум, ќе тоа ќе биде најубавиот град во Европа. Малку детали од таа слика што имате вие во вашата глава? Да ви ја нацртам, ако имате табла во моментот. Опишете ни ја. Го гледам град на млади луѓе, на луѓе со елан, на луѓе кои што ќе работат во Скопје и ќе работат на Скопје, што нема да гледат својот идни не само надвор, како што не ја гледам ни јас својот идни на надвор, туку сум тука и го градам својот живот тука, и ако работам надвор, град кој што еколошки ќе биде со многу повисока свест,
град каде што културата ќе доминира, не политиката. И нема да доминира да се губиме некаде во просторот и времето на сите препирки, на она што ни е главниот мотив, главната тема во оваа држава, тоа е политиката. Мислам кога во оној момент кога овој град ќе стане град на кој што ќе се концентрираме на уметноста, културата и животот на младите луѓе, урбаниот живот, тоа ќе биде навистина прекрасен град. Дај Боже да биде така како што вие го гледате Скопје за неколку години. Видите, ако немаме идеја и ако немаме надеж, знаете дека надежта посебно умираат, и ако немаме снага да се бориме барем ние. Добро. Една ластовица не ја прави пролета, знаете, меѓутоа доволно се да види да се едната создава 2, па 3, па 4 и сите ние влијаеме. Може би јас премногу строго ја рецензирам работата и ги гледам и ја наблюдувам работата на надлежните, меѓутоа јас лично, вие велите дека сте оптимист, дека ќе стасаме на време, дека има време, меѓутоа според мене 2 месеци од како е добиена номинацијата, односно прогласен Скопје за европска престолнина, се уште да не е формиран ниту тимот, кадровски да не сте завршени, е доцнење веќе 2 месеци од старт. Видете, ние го чекавме, повторно ќе ви кажам, го чекам извештајот и не е доцнење. Затоа што работите се работат полека, дури тоа и предложката од Брисел, дека работите не треба да се брзаат. Треба полека, но сигурно да се работат овој пат со точна и намена. Тимот е формиран, погрешно ме разбравте, поширокиот тим не е формиран. Не се доекипирани, прашав. Тоа ви кажам, меѓутоа затоа треба да се направи исто истражување, затоа што не сме тука да вмешаме политиката. Не смееме да ги вмешаме оние работи кои што вие ги велите. Политиката, оние работи кои не прават лоши. Кои не прават лоши. Ето така. Добро, Александар Ношпал, моден дизајнер и костимограф со интернационална кариера, меѓутоа ете поред љубовта кон Скопје останува да живее овде. Така. Оваа година сте многу активен како носител, како творец на проектот 100 годишнина од раѓањето на еден од нашите најголеми поети, Ацо Шопов. Да. Проектот кулминира сега во наредниот месец, бидејќи 20 декември е роденденот на Ацо Шопов, кој го чествуваме. Така, 100 години од раѓањето на големиот наш поет. Авторот на вака на прво што ми текнува Тишина. На Тишина, меѓутоа нашиот балет се нарекува, се вика името на нашиот балет е Молитви на моето тело, кој што е името на циклусот на поезија, еден од најубавите, најлиричните, најеротичните циклуси на поезија во нашата. Јас сакам да кажам дека Тишина е, барем луѓето од оваа наша генерација, средна генерација, наизуст ја знаат. Така. Ја научија и не ја заборавија. Што друго носи чествувањето на Ацо Шопов? Значи, оваа година е година на од 100 години на раѓањето на големиот уметник поетот Ацо Шопов, е година која што е прогласена од УНЕСКО. Значи, година на УНЕСКО на Ацо Шопов и на Марија Калас. Марија Калас го чествуваат грците на 2 декември, иако веќе отворија нели големи музеи и така натака го отворија големиот музеј на Марија Калас во Атина. А ние завршната манифестација или завршниот ивент на сето ова чествување на Ацо Шопов, покрај сите работи што се случија во текот на годината, е токму креирање на национален балет во Македонската опера и балет, Националната опера и балет, на тема Молитви на моето тело, кој што ќе се случи точно на денот на раѓањето на Ацо Шопов од 100 годишнината 20 декември 2023 година. Премиерата и 22 репризата. И го работи авторска екипа од 15 луѓе. Наши луѓе од Македонија? Македонци. Тоа се тројца кореографи, тројца композитори што кореографијата ги одбра и како што ве збориме, луѓе исто македонци, секој професионалец во својата област за да може да го развиеме проектот, нели, најпрофесионално што можеме. Така да верувам дека овој проект ќе биде основа и идеја за она како треба понатака и како да одиме понатака, да ја цениме нашата култура и уметност и да ставиме во една современа европска културна рамка. Вам уметниците вие полесно веројатно да ги наблюдувате, да ги гледате сите овие фалинки на денешното време и си создавате можеби идеална слика, можеби слика каква што треба да биде. Па ако не сме ние нема да постои во иднина идеалната слика. Така. Добро, тоа е во однос на Ацо Шопов, значи ете, најавуваме на некој начин премиера на Македонската опера и балет на 20 декември. Така. Што се однесува до другиот дел од она што ја троши вашата енергија, односно што ве прави Александар Ношпал 25 години на македонската и на интернационалната сцена, костимографијата. Костимографијата, да, последните 15 години јас се занимавам исклучиво со костимографија, ако ја веќе 25 години се бавам со костимографија. Меѓутоа последните 15 години интензивно се занимавам се бавам со костимографија низ Европа,
Работам со многу познати европски светски кореографи, посебно во балетот. До година, ова година веќе го, еве, со Ацо Шопов ја затварам годината и тоа е седми проект што го работам годинава, што не е мала работа, да патувате низ целиот свет, или 7 за 7 проекти. Тука беа еден балет во Олденбург, кој што се нарекуваше Чекан, потоа Мајката Гуска во престижната опера Гарние, Франкенштейн во Мајнц, со балетската Делатер балетската компанија, и тука нормално во Сплит, во ХНК Сплит работевме проект исто на темата Дора и Слава, позната композиторка и позната уметница од Хрватска. Само накратко, што значи да се подготви костимографијата, да се подготват костимите за опера и за една оперска или балетска представа во театарот во Мајнц, например? Да спомнавте Мајнц. Видете, тоа е многу голем процес. Тоа изгледа, да речеме, значи тоа се големи процеси. Работите почнуваат многу порано, отприлike од година деневе до година. Јас работам за кинески, кажам дека од сега почнуваме со либретото, веќе за некаде во јули-август да имаме представата. Значи тоа е процес во Кина, да. Добро. Во Лиаонинг, тоа е една провинција која што се наоѓа точно над Северна Кореја. Од 20 на милиони жители провинција, да. Да, не знам. И како тоа изгледа да се подготви? Видете, јас со моето досегашно искуство, тоа е еден процес кој што трае, кој што треба да трае и трае бидејќи е продукциски процес. Продукцијата е многу сложен процес, која што опфаќа од основна идеја, работа на либрето, со соработка со режисери, со кореографи, до градење на тоа либрето, да можете да го доведете на едно визуелно ниво, односно сцена, костим, музика, ако е балет, што е многу битно, или опера, што е најбитната ставка заедно со кореографијата. И сето тоа да види некаков ден, убав ден, нели, на сцената, е многу тежок и долг процес и бара голема подготовка и бара тим. Она што сето го зборуваме и за другите работи во оваа држава, и што мене ми е на еден начин и целта во сето она што го работам во Македонија е на овие млади луѓе да им покажам дека може да функционираат и од тука во Европа, и од оваа држава, и да бидат, нели, и да буквално створиме еден тим кој што ќе гради оваа држава. Во денешно време е лесно, може и од дома да се работи во светот. Па добро, ова е професија која што е тактилна и морате да работите. Е само една мала паралела, бидејќи се подпишувате како костимографи на представите кои се играат во домашните театри, во театар комедија, костимограф или сценограф, да. Некогаш и сценограф, понекогаш. Така, например во Илуминати или во Ало Ало? Не, Ало Ало. Во Ало Ало, најновата представа хит-представа на комедија, да. Таму сум само костимограф, а мој соработник или на Ангеловска која што е сценограф. И како што беше вашата задача? Мојата задача да ги направам да ги издизајнирам костимите, да ги издизајнирам карактерите. Да ги вратите од времето на втората светска. Видете, не знам дали сте ја гледале представата или да, за жал треба да дојдете да гледате, тотално тоа не се работи за втората светска војна, меѓутоа во едно малце искарикирано не се сомнев дека Синиша Ефтимовски повторно поставил добра. Ефтимов. Да, постави одлична представа и точно дури костимите ви покажуваат една приказна или назнаки или ви даваат слика за нешто што сакате да го пренесете и од сегашно општество. Можеби ако ја гледате ќе добиете некаква идеја за Скопје 28. Така. Зашто ме прашувате? Ношвал, мислам дека ги исцрпевме темите за разговор, иако има многу прашања. Љубопитен сум, меѓутоа времето истекува. Се надевам дека ќе имаме можност и во следна пригода да зборуваме во детали за... Нормално, тука секако стојам на располагање, секогаш сум отворен за медиумите. И секако во наредните месеци се надевам дека ќе добиете многу подетални информации за ова што ви благодарам за учеството и ви посакувам успех во подготовката на Скопје Европска престолница на културата во 2028.